во НАТО по експресната ратификација од страна на 28 од тековните 29 земји членки е известно, патот на пристапување на земјата кон европското семејство. Тука мислам дека и он не ги знае сите нијанси на процесот. Има Во Шпанија конечно направија влада, меѓутоа процедурата е прилично компликувана. Ја него поголемо зближување на народите на земјите на Западен Балкан на секој план, со што ќе се создаде амбиент за намалување на економската миграција и секако привлекување. Во Скопје, во однос на нашата ратификација, во однос на нашиот процес на пристапување кон НАТО, близко сме, меѓутоа не сме толку близко. Самата Унија се појавија повеќе дилеми и отворени прашања, но назначена е констатацијата дека процесот на интеграцијата не треба да биде спречен или успорен до неизвестност. Активната поддршка за побрз процес на проширување на новите реформи нам и на земјите од Западен Балкан ни дава чувство дека работите ќе се движат во добра насока. Западен Балкан е во сферата на интересите на Европската Унија, но и пошироко, особено по распадот на поранешната СФРЈ, преговори за полноправно членство. Имаше, има и ќе имаме многу обврски за нас, но се појави и францускиот ној пеп. Унијата како процес може да оди паралелно со процесот на пристапни преговори кој ќе трае подолго време. А чест ни е денеска да го имаме со нас амбасадорот на Германија, неговата ексценција. Јас се зборувам на македонски. Благодарам за поканата. Драго ми е што се собравме во толку голем број. Не ми е драго што салава е мала и некои мои стари пријатели мораат да седат во втор ред. И таа следниот пат ќе ангажираме друга просторија, можеби на градски стадион, тихо. Зашто да не? Јас ќе се обидам на ниво на тези да проговорам за неколку актуелни прашања, актуелни 20 години, во склад со генералниот наслов на трибината и да кажам што е најново од она што јас го знам и од она што имав прилика да го разберам од моите колеги со кои се среќавам последниве барем неколку месеци на оваа тема. Накусо, почнам со